Македонскиот образовен систем наспроти образовните системи во Европа и секогаш тема на која има многу да се пишува. Претходно објавивме истражување на база на споредби, кои се главните карактеристики на образованието во земјите од Европа, наспроти македонските правила во училиштата. Сепак, и покрај тоа што македонските ученици значително рано го започнуваат образовниот процес, не значи дека се пообразовани од нивните врсници од другите земји. Имено децата во Македонија додека наполнат 18 години се очекува да завршат 11,2 години од предучилишното, основното и средното образование. Меѓутоа, кога годините на школување ќе се прилагодат според квалитетот на наученото, тоа е еквивалентно на само 6,8 години, што значи дека има јаз во учењето од 4,4 години, покажува најновото истражување на Светска банка. Според истражувањето, дете родено денес во Македонија, кога ќе порасне ќе биде продуктивно 53% од она што би можело да биде ако имало целосно образование и било целосно здраво. Директорот на Канцеларијата на Светска банка во Македонија, Марко Мантованели, истакнува дека потребно е итно преземање мерки за трансформирање на образовниот процес во Македонија. Во моментов, Светска банка ги поддржува напорите на Македонија за зајакнување на техничкото средно стручно образование и обука и високото образование преку проектот за развој на вештините и поддршка на иновациите со кредит во износ од 24 милиони долари. Целта е да се подобри транспарентноста на распределбата на ресурсите и да се унапреди отчетноста во високото образование, да се подобри релевантноста на средното техничко стручно образование, како и да се поддржат капацитетите за иновации во Македонија. Светската банка исто така ја поддржува Македонија во насока на подобрување на пристапот до квалитетно рано детско образование и детска нега за сите деца, особено за децата од социјално ранливите групи, преку проектот за подобрување на социјалните услуги во вредност од 34,6 милиони долари. Со овој проект се очекува да се подобри подготвеноста за училиште, што е од витално значење за доживотниот развој на вештините и зајакнување на конкурентноста на економијата на земјата на долг рок.